Интересна е таа комбинација помеѓу тој клан на албанската недозволена трговија со друга и можното поврзување на територијата на Босна со тој исламски фактор. Каква е таа комбинација? Веројатно најдобро може да ослика токму господинот Маргетич. Dakle, Fehim Sežari, koji je jedan od ključnih ljudi u logistici balkanske rute šverca droge, moramo znati da Fehim Sežari je osmislio posebno dizajnirane autobuse u kojima se može prevoziti droga, švercati droga, a da ju policija vrlo teško ili nikako može otkriti. On se nominalno bavi biznisom proizvodnje vozila, proizvodnje autobusa, prodaje autobusa. Poznato je da je na Balkanu su bili povremeno ulovljeni njegovi modificirani autobusi za šverc droge. Fehim Sežari je bio dio najuže mreže Alije Izetbegovića za financiranje terorista u Bosni i Hercegovini tijekom rata u Bosni i Hercegovini. S druge strane, Senad Šahimpašić, zvani Šaja, je vođa islamističkog podzemlja u Sarajevu, čovjek kojega je Interpol 1995. godine identificirao kao pripadnika paralelne vlasti Alije Izetbegovića i Alijinog ratnog ministra naoružavanja. Vidimo da je u Bosni i Hercegovini su drugi klanovi, počela je polagano eliminacija drugih klanova, na način da je Naser Orić i pripadnici klana Gaši u Sarajevu su uhapšeni. Dakle, struktura, obavještajno-policijska struktura koja stoji iza Senada Šahimpašića i Bakira Izetbegovića je krenula eliminirati druge klanove. I tu vidimo potvrdu ove činjenice da je Šaja krenuo u preuzimanje bosansko-hercegovačkog podzemlja. Кој моментот е поселен во Косово? Косовската власт и косовската држава или косовскиот криминал? Па, видите. Се немојте да кажете дека немате криминал. Свесни сте дека имате многу криминал. Дека таа албанска мафија е многу мокна не само на Балканот, туку и широм Европа. Далеко е од тога да кажем ја да нема криминала. Има криминала свугде, има и код вас, нажалост, криминала. Има криминала и у Србiji е криминал на власти. Ама ја ве праша дали има у Косово криминал. Ви одно почнувате има во Македонија, има во Србија. Има. А на власти е криминалот во Косово? На власти може да има, jer kad ima dolje može neko da se provlači i na vlasti, ali uglavnom ne, jer mi Дека таа албанска мафија е многу мокна, дека има многу силно влијание врз политичките прилики во Косово. Не верувам да е тако мощна, али постои. Обично веле дека тој пат на таа недозволена трговија, било со оружје, било со дрога, било со други недозволени средства, оди преку Косово и дел на територијата на Црна Гора, тоа е она подрачје на Рожај. Дали тие структури на ОЧК, на АНА, на ОНА, кои на некој начин не успеа да се снајдат после таа 99-та година, 2001 година, дали тие се уште се вклучени по тие планини, по тие недозволени тргови и дали контролираат тие процеси? Слушајте, покушај е да се контролише. Могушност да се контролише nije лака, jer vidite, нашу полицију воде наши пријатели из Европе. Они командују. Mi vojsku nemamo. Mi imamo tu vojsku iz NATO-a koji su došli. И шо ќе ви войска секој албанец има по 5 пушки? Кои не познaju naše prilike. Вас не ви треба войска, ви од мали, од 5 години учите да пукате. Kad bismo mi imali... Прво учите да пукате, после да пишувате. Kad bismo mi imali potpunu vlast, mi bismo te stvari rešili. Da biste mogli da rešite te stvari, vi morate da imate prisustvo u celom narodu. Ovi sa strane dolaze, oni su gore. Oni ne vide šta ima dalje. Сака да кажете дека косовскиот криминал постои, дека е многу опасен, многу силен, дека таа недозволена трговија со дрога, со оружје минува низ територијата на Косово, а дека за тоа не се криви косовските власти, бидејќи немате територија, туку се криви странските полиции кои се присутни во Косово. Кои не познају ствар, кои немају додира sa народом, кои се не понашају како треба. Значи се однесот ко српската власт на Милошиć пред 15 години, така европејците се однесот према вас. То омогуќава луѓима, незадоволним луѓима, сиромасима и така дале да се баве са тим. Значи, господине Дамачи, вие може за кратко време полека да станете незадоволни од европската администрација на Косово, кој што бевте од српската администрација. Слушајте, неću da poredim sa srpskom administracijom. To može da budete nezadovoljni. Srbi su i ubijali, i apsili, i kaznili, i osuđivali i tako dalje. Ovde toga ubistava i tako dalje nema. Međutim, nema snalaženja, jer sada dođu, pa idu, pa opet dođu, a to nije... Ке почнете да ги чувствувате ко непријатели?
уште малку? Ќе почнете ли да ги чувствувате дека ви смета да ја направите таа ваша држава? Mi njih smatramo za naše prijatelje koji su oni u zabludi, koji oni ne znaju šta rade, Iako ne koji uspete- oni ne poznaju Srbiju, koji oni popuštaju Srbiji koja ne zaslužuje ta popuštanja i koji prema Albancima se ponašaju nepravedno. Takve su. Mi smatramo da su to naši prijatelji. И до кога ќе ја толерирате? Pa mi ćemo tolerirati dok nam dođe nož na kost. Kad И dođe na kost, уште колку ќе ви pa sad, дојде ножа до коска? nije lako predvidjeti to, ali Ево, jednu stvar. вие сте искусен човек. Вие Iskusan може да sam čovjek предвидите. i zato kažem, treba da Уште znaju, уште пола година, една година ќе толерирате? treba da znaju naši prijatelji da od slobode mi ne dižemo ruke. Od naše teritorije ne dižemo ruke. Mi smo se suzili do nemogućnosti. I dalje ne ide. To treba oni da shvataju. I da shvataju na vreme. Ne da shvataju sa zakašnjenjem. И ако сватат со задоцнување, што ќе правите? Pa sad ja ne znam šta će praviti. Jer čovjek kad izgubi svest i kad ne zna šta radi, onda ne zna ni on šta radi. Ќе има 2009 нова косовска битка? Ne bih rekao. Ja verujem da će ipak preovladati razum kod ovih naših prijatelja, prvenstveno kod Evropejaca. Ако сте татко на косовската нација, како што ве нарекуваат. Нисам татко. Ако сте косовски Мендела, како таткото го гледа своето чедо? Задоволен ли од ова чедо што го направи од ова Vidite, kosovsko realnost ovo koje danas- čedo što vi kažete napreduje vrlo brzo во кој правец? u pozitivnom Па smislu. да ви кажам, освен бензински пумпи на патот од Скопје до Приштина, ни една фабрика не гледам, не знам што напредувате. Vidite, ne, Толку бензински пумпи нема од цела Европска унија. Ekonomski ja govorim politički. Тоа значи дека обично велат дека преку бензински пумпи најмногу и најлесно се перат парите од Ја криминалот. говорим политички. И мислам дека преку тие бензински пумпи, преку таа трговија со бензин, со оружје, со други косовските валкани пари најлесно се перат. Ja govorim politički. Albanci politička svijest kod njih raste vrlo brzo. И каква свест расте, сакавте да го убиете и Ибрахим Ругова. Пред 2 години, 3 години атентат му правите на Ибрахим Ругова и тоа вие албанците. За каква политичка свест борите? To nije to jasno kakav je to atentat bilo, šta je bilo. Пак ли србите ви направи атентат? Nemojte, pa, Бе избркани кукучиња од Косово, викате пак атентат ви направија. Vrlo moguće da su to Srbi napravili. Vrlo moguće jer su oni su mogli da se kreću slobodno. Ама Срби со говор на мана, кои говорат албански, претпоставам. Со албанско име и презиме. Ima Srba koji govore perfektno albanski. И што ако Србија докаже дека прогласувањето на независност на Косово е спротивност со одлуките на меѓународната заедница. Ако судот во Хаг покаже, што тогаш ќе случи? Ако судот во Хаг покаже дека Србија е во право, дека Косово на незаконен начин ја добил својата независност. Kosovo je trebalo odavno da bude nezavisno. Не знам од кога требало. Дали е тоа меѓународно исправно, дали е според меѓународното право? Kosovo je držano silom celo vreme, okupirano silom, držano je silom i morali se opet silom da budu isterani. Kosovo je tragedija za srpski narod. To njihova savest neće da bude mirna nikad dok se ne isprijatelje sa Albancima. Oni su prema Albancima i prema vama su učinili, samo što ste vi zaboravili. I prema Makedoncima su učinili nepravde. I prema Bošnjacima su učinili nepravde. I prema onim manjinama koji žive u Vojvodini su učinili nepravde. I prema onim vlastima što oni podcjenjivački gledaju one Rumune koji imaju pod svoju teritoriju, kažu domaća životinja sa 3 slova. To je vla. Tako oni toliko oni do tog stepena idu da mrze oni ostale i tuđe narode. A vi ги мрзете Србите? Ne. Srpski narod... Pa гледате од очи ви излаго мрза. Srpski narod je pitom narod. Не, како питом народ кој така со косите останати. Vidite? Има ли нови конфликти меѓу Србите и албанците? Nema više tih konflikata. Vidite, sad su Srbi mirni, idu po pazare, gore, dolje, mogu slobodno da šetaju po Prištini, samo što su oni napravili tuži babe. Oni su tuži babe neki koji rade u interesu Srbije, tamo oni dižu kavga. Како велите вие, добар Србин, мирен Србин. Како шелат американци, добар индијанец, мртов индијанец. Не, кажем. Значи вие ги сакате Србите само ако се мирни, со наведнати глави одат на пазар, купуваат малце зелка, малце пипирчиња и своја дома. Него има puno njih koji šetaju slobodno po Prištini, po svim gradovima, niko ne dira. Не дај Боже така и вие слободно да шетате. Не дај Боже така и вие. Ja sam šetao i kad je bilo opasno. I ja sam rekao, Radi, ajde da idemo da šetamo slobodno po gradu. Ima mnogo oružja во Косово, господине Демач? Slušajte, to je dignuta jedna velika fama, ali ne kažem da nema. Ali tolika fama koja vlada, ja ne verujem. I od kada dođe to oružje? Pa, slušajte. Od Albanije, od magaciните? Pa, nema više u Albaniji te magacine.
Сега od Amerikanci direktno. To ne Amerikanci, ko zna, možda dođu i preko iz Grčke, a ima dobar broj oružja dođe iz Srbije. Jel znate vi to? Ne znam. A? Ja ne sam Ne kupovao znate? oružje, vi jeste kupovali. Ne znate. Mi smo kupovali i od Srbije. Od Srbije? Da. I što kupovate od Srbije? Novo oružje, fino oružje. Uvo oružje? Je. Za vreme rata. I koliko oplakjavte? Pa ne skupo. Kompenzacije pravite? Ne. Vije ni nafta Pare, ili za marke. zlato ti je... Za marke su prodavali. Čekajte, markate zajedničke valute na Srbi i na Albanci. Je, mi smo kupili... Jedino markete i evrata vi objedinili. Ja sam se čudio kako su našli te kanale da mogu. Oni su bili spremni, oni su nama donosili oružje.